Колку години имате? 48. 68. 40. 73. 37. 75. 31 скоро. 51. 66. 74. 71. 80 и кусор. Поима не. 64. 48. Како е да си 48? Добро, не е лошо. Никако. Зошто никако? Има че има стария човек, толкова е. Привилегија. Мислам, привилегија е да остарите, така да Изгледате во топ форма, што правите? па углавном пешачам. Супер, што знам. Добро се чувствувам. Во физичка кондиција сум сега подобро отколку кога бев средно школе, затоа што почнав да се занимавам аматерски со трчање, така што сум во одлична физичка кондиција. Супер. Одлично. Не се битни годините, битно е како се чувствуваш. Исто како и 20. Исто како 27, предпоставам исто како 47 што ќе биде, како 17, се само окей. Добро. Да само да те служи здравје. Многу убаво. Да? Да. Многу убаво. Дури пензионер, таман. Па се зависи од ставот кон животот, мислам. Ако одбираш, значи, позитивни мисли, позитивни работи, и така се вели, какви мисли праќате во универзумот, такви ви се враќаат. Добро, убаво. Многу убаво. Да. Имам слобода на личноста и финансиска и што се тиче мажот, децата. Независно сум, напокон. Така. Еден совет кој би го дала себе си кога пак би била млада. Да не се чувствував толку преодговорна за сите, за фамилијата, за секој член, за децата, за машми. Многу помлада да си го посветев животот прво себе си. И тоа го научив со животот во странство од други нации, од други култури. Криво ми е што овде дека живее во Скопје по нашата култура се беше ти си последен. Посебно ако си девојче во фамилијата. Така. Тоа би им го препорачала на сите. Не би менјал ништо. Ти да тоа. Добро, еден совет. Човек нема совет. Ова е, готово. Чимо тига не се враќат назад. Ништо не би направила како што поминав. Се нешто одново. Запиши си го факултетот што си го сакаш, не ги слушај мајка ти, татко ти. Па што знам, ја релативно добро поминав во мојата младост, така што Еден совет. би го повторил тоа истото со тоа што може би бил малку поамбициозен, инаку бев доста амбициозен, но сепак треба поголеми цели некојаш да се постават во животот. Да не работам многу и да се го чувам моето здравјот и никој не вика фала. Би избегал да одржам. Поима нема. Еден. Што знам, би се оженил побрзо, можеби. Па, советот би бил, еднаш направената грешка не ја повтарај. И тогаш се ќе биде добро. Помалце би се секирал за работите. Да бидам повнимателен малце со луѓето. Да се завршам школа, да се завршам факултет, да се најдем убава работа како секој што сакам да човек. Ништо. Нема никош да бидам помлад, така да како сум се родил, така би продолжи.